Како што знаеме веќе од синоќа главна вест во светот е неуспешниот атентат врз кандидатот за председател на Америка Доналд Трамп во Пенсилванија. Како ова може да влијае на изборите, на самата кампања која што следува во наредните 4 месеци, односно веќе започната за нов председател на САД, разговараме со новинарот кој долги години следи надворешна политика и е познат со состојбите Дејан Андоновиќ. Токму тој ќе ни одговори на прашањата како ова може да влијае на изборите. Добар ден, господин Андоновиќ. Синоќа имаше неуспешен атентат врз Доналд Трамп. Како ова пред се може да влијае да започнеме со кампањата во САД за овие избори? Па ми се чини дека по овој атентат, опит за атентат, исходот од изборите е веќе поизвесен во однос на периодот пред да се случи тоа, особено што по овој атентат, опит за атентат, се поизвестно е дека на Трамп му се отвара простор да биде реизбран на председателската функција. Се разбира, ова е само му ги зголемува шансите, ќе причекаме за 3,5 месеци што ќе биде, но многумина во светот, меѓу кои еве јас сметаме дека исходот од изборите веќе е известен. Добро, сега знаеме дека одредени аналитичари веќе кажуваат дека ова е речиси сигурна победа на Доналд Трамп. Како ова може да влијае на тоа што и веќе последниве случувања со оние гафови на Бајден, дали дополнително го зголемува рейтингот на Трамп пред изборите? Па рейтингот на Трамп е зголемен и пред сите овие работи да се случат, реално е поголем од што беше. Серијата на гафови, неуспешни јавни настапи, па и оној дуелот прв помеѓу Трамп и Бајден, значително е зголемија предноста на Бајден, особено што американската јавност па и светската веќе не се занимава со пораките кои Бајден ги упатува, туку со неговите гафови. Почна да го меша Путин со Зеленски, сега да не ги спомнам сите оние работи што се случуваа изминативе денови. Само повеќе ја подгреа онаа шпекулација дека можеби демократите сакаат да го заменат Бајден во председателската трка и покрај тоа што е веќе доцна би рекол, но можеби допред атентатот тоа беше невозможно, а сега ми се чини дека се поизвестно е дека повторно ќе се вратат оние настојувања на неговиот изборен штаб, во кој главна улога секако има поранешниот председател Обама, кој ги води овие, да кажеме, овие негови настапи, политички пораки, па не се исклучува после се во ова потрошениот Бајден да биде заменет. Се разбира, тоа е како шпекулација. Тој по овој неуспешен атентат излезе, повика на смиреност, на сплотување на општеството, но проблемот и цело време овој атентат, според мене, е последица на риториката која се случуваше изминатиот период во председателската трка. Имено, ако забележувате и вие и вашите гледачи, веќе не се работеше за политички дуел за избор на председател, туку политичко непријателство. Оттаму, како резултат на ова политичко непријателство, дојде до таа поделеност во американското општество и дојде до еве овие работи кои се случуваат и не знаеме дали ова последно или ќе има уште некоја серија на инциденти и некакви работи до председателските избори во ноември. Слушнавме изјава од стратег на републиканците дека ова е веќе речиси сигурна победа на републиканците, односно на Трамп. Како според вас треба да реагираат по ова можеби демократите? Па јас повторно ќе кажам, сега веќе се зголемува известноста дека можеби идејата да се замени председателскиот кандидат Бајден веќе не е исклучена. И покрај тоа што е можеби доцна, но веќе ми се чини еве логично не се исклучува бидејќи каква порака се упати? Неуспешен атентат врз Трамп, безбедносен пропуст, голем безбедносен пропуст, значи на 100 метри од таму кај што се обраќа Трамп има покрив кој нема никаква скриеност и кој да се качи на него може да биде забележан, а тоа тајната служба и обезбедувањето кое му е дадено на Трамп не го забележало, отпосле го забележало. Тоа е втор безбедносен пропуст. Третиот пропуст секако е тие не успеале да го најдат, а FBI на 5 минути подоцна излезе и рече дека тој е осамен атентатор и не е поврзан, нема мотиви, не е поврзан со никаква група, што дополнително ги подгрева шпекулациите, особено што па американските медиуми кои ја поддржуваат политиката на демократите го нарекуваат обид за атентат. Мене не ми е јасно како може пукање со боево муниција да биде обид за атентат кога е рана
ранет Трамп, уште двајца негови приврзаници, а еден е загинат на лице место. Зашто е тоа обид за атентат? Тоа е атентат. Така да е многу работи ќе мораме да чекаме и наредниви денови да видиме како ќе се искристализираат. Од друга страна, што упати Трамп како порака? Крвав, стана и им се обрати на своите приврзаници, тоа го имаше по социјалните мрежи, па гледам сега нешто го нема. И сега, што е пораката? Трамп, иако ранет и крвав, им се обраќа, ја покажува својата психофизичка надмоќ над Бајден, кој и во онакви услови каде што треба да е доминантен, успева да ги греши имињата или да греши или да ќути додека збори и сето тоа, што само кажува дека Бајден очигледно има сериозни психофизички проблеми поради своите години, а од друга страна Трамп, кој иако е само 3-4 години помлад, ранет и крвав, им се обраќа на граѓаните дека Америка мора да победи. Ви благодарам, господин Донович, за гостување во Вестен Алфа. Лазар, тоа беше разговорот со новинарот кој што долги години следи надворешна политика и е познавач на состојбите околу она што е главна вест во светот од синоќа, односно неуспешниот атентат на кандидатот за председател и поранешен председател на САД Доналд Трамп.